Благодарам председателе, почитувани членови на комисијата, почитувани колеги пратеници. Денес пред нас е еден закон кој генерално отстапува од насоката во која се движи нашиот законодавен дом, на што потенцираме дека овој предлог закон пробува да воведе една нова насока во водење на политиката во однос на социјалната политика на Македонија. Ако некогаш овие работи сме ги имале како пракса во минатото социјалистичко уредување, сега сметам дека после 30 години парламентарна демократија време е да созрееме и да се држиме до принципите на тоа дека Македонија е социјална држава и да носиме одлуки во тој дух. Пред се, законот кој го нудиме, ќе отворам моето образлагање со тоа што би сакал да потенцирам дека правото на домување треба да се третира и е основно човеково право во овој контекст, во оваа историска фаза на човековиот развој и на државата воопшто. Значи, не треба да се дискутира дали треба државата или не треба, најмногу што може да направи да ги олесни условите за обезбедување на домување, за домување и се што следи со тоа. Ова законско решение го поднесуваме од две причини. Првата причина е директно во дослух со студентски организации. Јас како пратеник имав состанок со представници на Универзитетското студентско собрание на УКИМ во јули во ова собрание и во комуникација со други студентски собрани и други студентски организации. Дојдовме до заклучок дека е потребно општествено санирање на еден нивен многу реален проблем. А тоа е дека некои од вас се запознаени, бројот на легла студентски е преполовен. Ако 2023 тој изнесувал 4000 нешто легла, сега изнесува 2000 легла. Академската година веќе е почната. Ако сватиме дека тие што не се примени во самите студентски домови, патем би ви посочил на тоа дека нема ни методологија за примање на во студентските домови, така да најверојатно тоа се одвива преку врски и преку коруптивно влијание. Остатокот од студентите се оставени на милост и немилост, тоест дека мора да изнајмуваат станови. Покрај студентите изнајмуваат станови самохрани родители, изнајмуваат станови работници од внатрешнината, така да голем дел од граѓаните се соочува со овој проблем. Ние конкретно го предлагаме сега заради студентите, затоа што сметам дека нема време да се чека. Ако чекаме ние владата и да има добри намери да ги отвори овие студентски домови, јас верувам дека владата работи во некоја насока на подобрување на условите за студентите во студентските домови, но нема време да чекаме. Тоа е целата работа, затоа го нудиме ова законско решение токму сега. Втората причина е социолошка причина. Сакаме да дадеме социолошко решение на еден многу поширок проблем. Јас како млад пратеник, како еден од малкуте кои сме под 30 години, во мојата група демографска, домувањето е неверојатен проблем. Сакам да ви посочам на тоа дека во мојата демографска група иселувањето од Македонија се катализира преку овој проблем. Домувањето е еден од најглавните причини зашто младите напуштаат оваа држава, затоа што немаат способност да дојдат до простор за домување и така понатаму. Па уште пострашно е што нашите млади не се ни кредитоспособни, затоа што знаеме дека работниот однос им се заснива на договори на определено време и банките не им даваат кредити за да влезат во кредитен однос за стан, така да мораат да изнајмуваат станови, а становите за изнајмување ќе дојдеме до тоа каква индустрија е ова, а тоа е дека е дива и нерегулирана индустрија. Значи, тоа треба да ни е јасно. Градежната индустрија, народот ја вика урбанистичка мафија со апсолутна причина, затоа што во Македонија градежната индустрија е крајно дерегулирана. Ако сметаме дека треба да се приближиме кон легислативата на Европската Унија, ајде да почнеме да ги практикуваме политиките кои тие ги имаат во поглед на овие прашања. Речи си сите држави во Европската Унија имаат регулација на кирии на еден или на друг начин. Ние немаме никаква регулација. Ќе дојдем и до мерката. Европските држави генерално механизмот кој го користат за ограничување на кириите е можност да се заледи покачувањето на кириите во еден одреден период од потпишувањето на договорот, дали е тоа 1 година, 2 години, 5 години, тоа зависи до самите држави. Ние во услови на дерегулирана индустрија сметаме дека со овој предлог закон, прво, после 30 години нереагирање на проблемов, треба да се пристапи со силна мерка која ќе стави тврд плафон на кириите. А потоа, колеги, јас би ве охрабрил да влеземе во процес да воведеме механизми кои се присутни во Германија, Холандија, Франција, Швајцарија и така натаму, кои ограничуваат покачување и можност за покачување на кири. Значи, овие механизми постојат во овие држави со децении, 30-40 години постојат овие механизми. Ние немаме вакви механизми, затоа ја нудиме оваа мерка. Што е мерката? Всушност,
Во овој закон за домување, законодавецот многу вешто има предвидено минимална граница за изнајмување на станот, која е равенката вели 1/12 од 2% од вредноста на станот на годишно ниво. Што значи тоа? Дека ако еден стан чини 100.000 евра, на годишно ниво тоа би било 2.000 евра, на 12 месеци ако го поделиме минимална кирија од 166 евра. Значи тоа е минималната граница. Законодавецот не предвидува горна граница и тоа е тоа што ние сега го предвидуваме со овој закон, да се воведе горна граница која ќе биде во вредноста од 3% од вредноста на станот. Што значи дека за истиот стан каде сега е минималната граница 166 евра, сега би била горната граница 250 евра. За граѓаните кои изнајмуваат станови, би сакал да посочам дека легитимна е нивната загриженост, дека ова некако интервенира во нивната слобода да управуваат со нивниот имот, но ние како парламент треба да ја согледаме општата состојба, тоа е дека во Македонија постои картелско и шпекулативно однесување на инвеститорите со становите. Огромен број на станови се држи надвор од пазарот вештачки за да се задржи понудата ниска, а потрошувачката повисока од понудата и така имаме вакви цени. Многу закони можеме да донесеме за ова. После овој закон, ако го прифатиме, јас би предложил и категоризација на стамбениот простор според законски решенија од Европската Унија кои би можеле да стават некој ред, но јас пак сакам да посочам на тоа дека во Македонија има картелско однесување и шпекулативна политика на инвеститорите со овие станови и ние мислам дека не смееме да дозволиме домувањето да биде повик за бизнис, да биде повик луѓе фамилиите се ги обезбедат за генерации преку оваа индустрија, наместо ние како држава едноставно се ставиме во улога на обезбедување на нормални услови и услови кои ги подразбира една социјална држава како што треба да биде Македонија. Во однос на аргументите за приватната собственост кои можно е да ги добијаме и ја брануваат јавноста, јас само ќе посочам дека приватната собственост на многу начини веќе се регулира, значи не е дека е категорија која нашите закони и уставот не ја регулираат. Едноставно мислам дека во оваа состојба социјалната држава треба да биде да предничи пред било каков слободен пазар во оваа ситуација. Значи, домувањето не треба да биде луксус. Јас нема да го трошам многу вашето време, би сакал да влеземе во материјална дискусија. Повторно ќе потенцирам, ние нудиме тврда мерка, затоа што со децении ова индустрија е дерегулирана. Да тргнеме од тврда мерка, а после можеме да носиме и решенија кои би биле компатибилни со европските држави со кон кои пробуваме да ја приближиме нашата легислатива. Председателе, ви благодарам сега за сега. Се надевам дека пратениците ќе ја поддржат овој закон, затоа што студентите тоа го бараат. Сакам уште еднаш да ви посочам, вчера на пресконференција со Министерката за образование председателот на УСС УКИМ ова го кажа. Значи, студентските организации ќе барат ограничување на кириите. Значи, ова не е само левица, ова е еден општ поширок општествен процес и затоа ја бараме вашата поддршка. Ви благодарам. Колега Јаревски, многу ми е мило што добив ваков одговор, дека постои некоја отвореност за оваа тематика кај владеачкото мнозинство. Ние сметаме дека да, владата нешто веројатно прави во оваа насока, но ние како опозиција реално сме скептични за крајните резултати. Ќе оставиме време, апсолутно не можеме да се правиме недоветни пред време да коментираме дали вие ќе ги отворите новите студентски домови или не. Скептични сме. А зошто го предлагаме ова сега, токму сега? Затоа што ние други вклучиме сите унии, други вклучиме сите релевантни фактори, па да направиме дебати, да потрошиме некои пари за организирање на настани, ќе поминат месеци каде што студентите даваат пари. Тоа е проблемот. Даваат многу повеќе пари отколку што треба да даваат пари. Воред целиот проблем не го решиле. Значи ние можеме да им помогнеме, сега можеме да им помогнеме. Значи секој месец на 1 до 5 до 10 газдите на становите очекуваат студентите да ги подмират овие сметки, не само студентите, а зборуваме и за самохрани родители, зборуваме за работници од внатрешнината, дури ако од внатрешноста се извинувам, значи тие имаат две опции, или ќе плаќаат стан во Скопје за скапа кирија или ќе плаќаат патарини. Значи стварно не е окей ситуацијата во која се наоѓаат. Втора работа. Системско решение апсолутно треба. Затоа левица ќе биде тука да соработува со мнозинството, ќе предлагаме следни закони во оваа проблематика, ќе ги поддржиме вашите закони кои ќе ја таргетираат оваа проблематика. Следно нешто сега ви најавувам дека ќе предложиме закон, иако тоа ќе биде изготвен со парламентарниот институт за да биде
точно тоа што и треба на Македонија за категоризација на стамбениот простор, затоа што сега немаме категоризација на стамбениот простор. Но се додека бараме сеопфатни магични решенија кои конечно ќе ги решат сите проблеми, ги пропуштаме приликите да почнеме да бидеме проактивни во моментот каде што тоа за нас се бара. Еве, јас ќе ви кажам како би се решило од наша перспектива, нормално заради нашата позиција. Ви текнува ли кога лебопроизводителите ја уценуваа владата на СДСМ и на ДУИ минатата година? Ја уценуваа за да не ги замрзнат цените. Тука е улогата на државата. Да имаше државно производство за лебови и да пушти државата 30.000 лебови у оптек по пониска цена од пазарната цена, верувајте, сите лебопроизводители ќе ја вратеа цената на конкурентна цена и ќе пристапеа вакво. Ова е многу битна аналогија. Ќе дивеат инвеститорите, се додека владата не им изгради 10.000 станови и да им ги спушти под пазарна цена, ќе видите колку убаво ќе си ги спуштат цените на конкурентна цена. Така да, решението е многу пошироко, нова мерка е потребна сега затоа што нема време за чекање. Тоа е нашиот став. Ви благодарам.